Не дозволувајте времето да ве изненади. Затоа бидете навремено информирани со Метео Велес. секогаш чекор пред времето. Метео Велес, 4 септември 2022 година, недела. Како што најави во вчерашната метео, тоа беше најава за поизразено нестабилно време во делови од нашава држава. Тоа и еве сега ќе го направиме. Најпрво да кажеме какво е времето во европскиот континент. Нестабилно во северните делови на Англија, Даблин, потоа во Ирска, јужниот дел од Англија, поточно јужно од Лондон. Ки има поизразено нестабилно време. Гледаме нестабилно време дека ќе има во Италија и се уште има нестабилно време во Италија, Рим, централните делови на Италија. Еве гледаме тие портокалови крупчиња, тоа значи дека ме изразено нестабилно време, грмотевици и удари на громови, силен ветер. Тоа исто така ќе се случува во Истрскиот регион. Значи во Истрскиот регион ќе се случува нестабилно време. Северните делови на Јадранското крајбрежје, делови Словенија, долж Јадранската ривиера, ќе има изразено нестабилно време, ќе има и бура, налик и на некакви си торнада, значи ќе има силен ветер. Тоа ќе се проширува и во Босна, потоа ќе се спушта надолу према Србија, према Косово, за да гледаме дека постепено еве и ќе се спушти во Грција, Албанија и во делови од Македонија и нешто во Турција. Но за тоа какво ќе биде времето во Македонија, за момент подетално ќе ви објаснам и ќе ви кажам. И еве сега што се однесува за Македонија какво ќе биде времето. Убаво, стабилно време и вчера во текот на денот сабота и денеска во преплодените часови, навистина убаво, пријатно време и за шетање не се премногу високи температурите, дури може да речеме малку подпросечни за овој период од годината, меѓутоа сепак убаво пријатно време. Но неќе да е така во текот на досните попладневни часови, значи некаде после 16, 17, 18 часот нестабилно време да има на повеќе места од државата, поизразено ќе биде во истокот, југоистокот, јужните делови, нешто околу Пелагонискиот, можно и во југозападните делови државата, но сепак би имало нестабилно време и во западните, и во Скопскиот регион, и во Велешкиот, и Кочанскиот, Веничкиот, Штипскиот регион. Сепак поизразено нестабилно време ќе има на југоистокот, Струмичкиот, Гевгелискиот, Валнодускиот, Богданци, Доранскиот регион. Ајде додиме поред. Еве во ранните часови постепено наче нестабилно време во Скопска Црна Гора, Тетовскиот регион, околу Скопскиот регион, па и во Скопскиот регион, јужно Скопскиот регион, Гостиварскиот регион, гледаме изразити грботевици, електрични празнења, некаде можно е да има и за кратко време пороен дожд, значи тоа некаде ќе се случува, сам да не прецизираме, да не се држиме точно во сатнина, некаде после 17 часот, значи тука некаде би било, можно и малку порано, можно и малку подоцна. Во секој случај, значи тој период би било, значи во северозападните делови, нестабилно се очекува и јужно од Скопскиот регион, односно околу Солунска глава, Кичевскиот регион, Македонски Брод, Крушевскиот регион, потоа околу Прилепскиот регион, Битолскиот регион, гледаме за Струмичкиот регион, нестабилно ќе биде и во Кочанскиот регион, па и во Велешкиот регион, малку покасно ќе објасним за Велешкиот регион, гледаме во Струмичкиот регион дека постепено некаде во вечерните часови ќе се наоблачува и ќе има појава на ветер, ќе има и изразити краткотрени врнежи, грмотевици, некаде може да има повеќе грмотевици, некаде помалку грмотевици. Струмичкиот регион, овдека пубаво може да се види дека има и доста жолта и виолетова, поточно црвенкаста портокалова боја. Тоа значи дека изразено нестабилно време, грмотевици, краткотрени ќе бидат, ќе се случуваат некаде во ноќните часови. Валандовскиот, Богданскиот регион, па и Демиркапискиот регион, јужно од Кавадаречкиот регион према Кожув, Доранскиот регион, Струмичкиот регион, Радовишкиот регион, Кочанско, Виничко. Значи тука ќе има нестабилно време. Еве гледаме Радовишкиот регион, јужно Штипскиот регион. Еве сега гледаме дека и Велешкиот регион е можно да го зафати нестабилно време, па и во Велес, краткотрени порени врнежи може да има, засилен ветер, изразени
Грмотевици, јужно од Велешкиот регион, према Виничани, према Радовиш, према Росоман, југозападниот регион према Музалково, Раштани, Чашка, Врнежливо време, меѓутоа реков ќе бидат краткотрени. Значи кога ги кажам овие райони, не значи дека точно тука ќе биде, можеби да биде малку и понастрана. Во секој случај тој район, Прилепскиот регион, нестабилно се очекува и во источните делови некаде Кривополанечкиот, потоа Беровскиот регион, врнежливо време ќе биде исто така и во централните делови долж по Вардарието и во текот на раните утрински часови према понеделник. Се уште нестабилно ќе биде во југозападните делови, поточно во југоисточните и источните делови од државава. И сето тоа ќе се случува некаде до кај раните предпладнени часови. Значи до кај 11, 12, 13, најдосна до кај 14 часот веќе во Македонија нема да има врнежи и времето ќе се стабилизира. Постепено стабилизирање на времето ќе има во текот на следните денови, не се случува да има локални врнежи и грмотевици, меѓутоа тоа ќе бидат сосема краткотрени и изолирани. Температурите ќе се движат некаде околу 30 степен, а можно е и постепено да има пораст на температурите до кај 32-33 степен. Значи вакво време се очекува до крајот на неделата, не се очекуваат некои силни изразени и нестабилни процеси, но реков, можно е да има краткотрени изолирани процеси. Уште еднаш да речам дека треба да се внимава во доцните попладневни и вечерни часови, ноќни часови, доколку се најдете на отворено, бидејќи ќе има изразени грмотевици во повеќе места во држава, но уште еднаш ке нагласам, поизразено на истокот и југоистокот, долж по Вардарието, јужно од Кавадаречкиот регион, према Кожук, према југоисточниот регион, Гевгелиско, Валандовско, Богданци, Доранскиот регион, потоа Битолскиот, Преспанскиот регион, можда некаде и во југозападниот дел од државата. И реков и на другите делови ќе има краткотрени врнежи и грмотевици, но повеќе би биле изразени во овој дел од држава. Ете, тоа е за временската состојба во Европа, Балканот и подетално за Македонија. Ви благодарам на вниманието. Метео, Велес.